Стручна комисија ќе проверува дали починатото новороденче на ГАК било соодветно лекувано. Ова го иницираше Државниот санитарен и здравствен инспекторат откако вчера направиле вонреден инспекцијски надзор на клиниката. Од инспекторатот информираа дека како причини за смртта на бебето биле наведени отежнато дишење и компликации на белите дробови и други витални органи. Од здравство вела дека министерот во текот на денот ќе ја состави комисијата, која треба да утврди дали има лекарски пропусти во третманот на новороденчето од Тарачиново, кое починало на 1 октомври, само 3 дена по раѓањето. Предходно на 29 септември истото 2 пати било реинтубирано. На 1.10 се влошила состојбата на детето, па повикане детски кардиохирург и детски хирург, кој поставил дрен поради наод на масивен пневмоторакс десно. А од страна на дежурниот педијатар на оделението за интензивна нега и терапија, суспецијалист по невропедијатрија, извршен е и ултразвучен преглед на мозок со наод на едема церебри. Поради тешката состојба, пристапено кон кардиопулмонална реанимација, даван е адреналин во 3 наврати, но без успех и настанате екзитус леталис во 19 часот на 1.10.2025 година. Но во извештајот од интерната комисија за квалитет на клиниката стои дека критичниот ден на 1 октомври од страна на дежурниот педијатар по Пладнето била донесена одлука да го реинтубира новороденчето, а постапката била неуспешна, траела дури 20 минути и притоа е оштетено грлото на бебето. Ова го посочила и началничката на оделот за интензивна нега кај директорката на ГАК, каде писмено пријавила дека незината колешка несоодветно го лекувала новороденчето. Затоа постапувала и комисијата која се состанала во 2 наврати. Во тој дел да, постапено е правилно. Дали вие ги видовте тие записници од комисиите? Да, се што ни беше дадено на увид, комисијска документација е констатирано. Значи, констатиравме, како што спомнав, дека во тој дел немаме пропуст. Случајот го испитува и Скопското обвинителство кое отворило предмет, а семејството најави приватна тужба за клиниката. Одговори на многу прашања треба да дадат резултатите од обдукцијата, која се уште е во тек. Александар Динев, Сител телевизија.